Врз албанците во Македонија никогаш немало геноцид, а за тоа јасно покажуваат сите факти и докази во науката, велат македонските историчари. Александар Стојчев, универзитетски професор и воен историчар, јавно ги осуди обидите да се манипулира со историјата како наука базирана врз факти во овие особено тешки моменти од кои зависи нината на државата. За геноцидот врз албанскиот народ во Македонија во посочениот период нема верифицирани историски факти и артефакти и нема докази аргументирани во науката дека такво дело е извршено во Македонија во посочениот период. Доколку некој тврди дека тоа се случило, тоа мора да го докаже низ една постапка која што е позната на методолошка постапка во историската наука, а исто така и низ механизмите на меѓународното право кои многу јасно го дефинираат геноцидот како едно од најтешките злосторства против човештвото. За време на Балканските војни, албанците се најголеми добитници, вели професорката Виолета Ачковска, посочувајќи го фактот дека тогаш Албанија стана држава. За разлика од албанците, најголеми жртви во тој период беа македонците, додава Ачковска. Таков настан не се случил во историјата на Македонија, посебно за периодот кој го кажуваат од 12 до 56 година, условно земено 56, не знам што им значи таа година, нема таков настан. Тоа е период кога се менуваат неколку држави фактички. Период на Првата светска војна, претходно Балканските војна, потоа и Втората светска војна. Значи, 3 војни големи се случуваат во овој период за кој ти кажува за албанскиот геноцид. Ако земаме историски, за време на Балканските војни најголема жртва е македонскиот народ. Барањето за усвојување на резолуција во Собранието, со која се осудува геноцидот врз албанскиот народ во Македонија во периодот од 1912 до 1956 година, е една од главните точки во албанската платформа. Таа дојде како изненадување на целата научна јавност, особено што од албанските партии не посточува релевантни докази. Сепак, подпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз Радмила Шекеринска во интервју за Алсат деновива потврди дека се подготвени да ја поддржат. Најавите за усвојување на резолуцијата најде на голем одек и во српските медиуми, кои жестоко реагира дека станува збор за лаги и обид српскиот народ да се прикаже како геноциден.